Добро утро, Македонија, добро утро, Ване, добро утро за гледачите на Македонска телевизија, се разбира и за колегите кои што ја реализираат емисијата Македонија наутро. Се надевам дека не гледате, ние одлично ве слушаме студио. Во канцеларијата сме на најдолговечниот градоначалник на град Скопје и човекот што мојата генерација го запозна како таков, како татко на градот, како раководител на престолнината, а сега министер за локална самоуправа Ристо Пенов. Велиме добро утро. Добро утро. Градоначалник или министре, како ви годи повеќе? Мене повеќе градоначалник. Да, може да се упатиме полека кон нашето место каде што сме стационирани. На почетокот едно изворно прашање од душа, дали ова Скопје за кое се боравме, Скопје во кое што сакавме да живееме, Скопје каква што треба Скопје да изгледа. Кензо Танге сигурно не го замислува вака. Добро. Скопје е нашето Скопје, Скопје што го сакаме. Не сме задоволни од многу работи во Скопје, никогаш и не треба да бидеме, секогаш може да биде подобро. Знам на што алудирате, но многу побитно е, јас чувствувам дека и односот на Скопјани кон Скопје се влошува, а тоа е потешко за разрешување и за менеджирање. Треба прво граѓаните да си го сакаат градот, граѓаните да не го валкаат, граѓаните да го чуваат, за потоа да можат институциите само да го спроведуваат она што би го сакале граѓаните. Не дека не достигаат, нека има пропусти во одржувањето, во градењето, во развојот на градот, но граѓаните се први. Да. Престолнината наша е таква каква што е, во неа мора да живееме, во неа мора да функционираме. Вашата позиција сега, како министер за локална самоуправа, е малку поширока од главниот град на Македонија, па како се снаоѓате вие на моменталното работно место? Јас мислам добро, за моите успеси или резултати вие ќе просудувате. За мене работата е позната, јас со локалната самоуправа. Прво ме врзуваат најубавите спомени и најголемите успеси во мојот живот. И мислам дека таа проблематика сосема доволно ја владеам, да не речам најдобро во Македонија. Каков беше иницијалниот момент кога значи едно е град Скопје, друго е Македонија. Македонија се соочува и со рурални средини, со неразвиени региони, со региони кои што мора да се планираат, да се развиваат, да се доближуваат до реалноста. Каков беше првиот впечаток по стапувањето на новото работно место и она што излезе пред вас како предизвик? Добро, јас подготвен влегове, за мене не беше изненадување целото тоа влегување, работата и така. Сите работи ми се познати. И немав изненадувачки ефекти. Нити од аспект на состојбите, нити од аспект на менеджментот. Сега има еден друг момент, друг аспект кој што скоро секогаш и скоро секаде е проблем, не мора да значи дека е проблем, меѓутоа е некаква енигма, а тоа е соработката. Каква е соработката на Министерството со гранките на локалната Соопштини да мислиш? Да, со гранките. Па, онаква каква што градоначалниците, бидејќи најмногу со нив е комуникацијата, сакаат. Ние сме отворени за соработка, јас сум тука за нивна поддршка и помош. Тие што сакаат да соработуваат, соработуваме. Тие што мислат дека можат сами, работат сами. Како министерство, концентрацијата ја насочувате ли кон развојот на руралните средини, бидејќи живееме во 21 век, а се уште постојат села во Македонија кои што немаат фекални канализации, водоводи, струја и слично? Гледајте, и во Скопје има подрачја со многу повеќе жители отколку во руралните средини кои се уште немаат канализација, немаат вода, атмосферски канализации, улици и така натаму. Но руралниот развој е наше подрачје за работа и тоа е навистина едно многу тешко подрачје во овие моменти за разрешување, затоа што
процесот на иселување е интензивен, а парите малку за вложување, за постигнување стандарди кои што луѓето би ги задржале таму. И тој конфликт многу тешко може во овој момент во Република Северна Македонија и да се разрешува. Тука помагаат многу донации, Европската унија, швајцарската влада, Шведска, Германија посебно, Америка преку USAID програмата, UNDP многу, но сето тоа е недоволно ние за да го совладаме тој проблем. Велиме проблем. Што е изворот на овој проблем? Долгогодишен е тој се создавал 30-40 години и повеќе може. Од друга страна, природен е процесот на миграција. Природно е луѓето да сакаат да живеат во поразвиени средини, да одат по предизвици, да се борат за подобро утре на свој начин и таа миграција постоела секогаш. И после ослободувањето во рамките на Македонија, иако била повеќе село-град, сега ние село и град кон странство, што е голема загуба. Човечкиот капитал е најважниот фактор. Поразително е кога граѓаните заминуваат од државата, меѓутоа уште поразително е кога не сакаат да се вратат во родните огништа. Или барем да инвестираат нешто, барем да се посветат на каде што потекнуваат. Тоа не е само емоција. Тие заради емоции гледате градат куќи или имоти, но куќите не прават развој. За правење развој потребни се и други предпоставки. Македонија, додека не влезе во Европската унија, е затворена држава. Во неа малку ќе се инвестира од странство. Ние, гледате, секој ден ги броиме странските инвестиции, кои со огромни привилегии ги внесуваме во нашата држава. Да не плаќаат даноци, да не плаќаат придонеси, што ја знам што. Така да не може да очекуваме па и од нашите луѓе својот капитал што цел живот ќе го створат за да така едноставно го потрошат. Да. Добро утро. Ете, тоа е Добро е. Снимаме. Фала. Во живо сме во програма, ќе имате следна прилика, нема проблем. Тој е градоначалникот Ристо Пенов, кој што сега е во улога на министер. Тој е човекот кој што го познаваат сите скопјани, тој е човекот кој што му се посвети на градот во најдолгиот мандат 9 години, заради X причини, нели продолжен беше 1 година. Министре, споменавме дека нашите иселеници тешко е да се бара од нив да инвестираат во државата од која што заминале. Не можеме нив да ги обвинуваме. Да, таму работа. Не се работи за обвинување, туку едноставно за она што го споменавте на почетокот за емоција. Меѓутоа, за да дојде до таа емоција, за да се побуди тоа кај луѓето, треба да се создадат услови. Се обидувате на разни начини, како што кажавте, преку донации, преку странски инвестиции и слично, преку сите оние програми кои што се застапени во земјите како нашата, кои што се уште недоволно развиени. Која програма или кој проект би го истакнале од овие соработки што ги имате? Швајцарската амбасада е една од... Во моментов за нас е најактуелен швајцарската донација, каде што 9 проекти во 8 региони во Македонија ги изведуваме. Реконструкцијата на кардиологија во Охрид, на нефрологија во Струга, на Институтот за белодробни заболувања во Отешево. Градиме центар за бездомни куќиња во Вардарскиот регион, во Кавадарци, во Берово, дом за стари лица. Значи, тоа е еден многу корисен, многу проекти кои што малку за
регионот ќе придонесат да решават пошироко проблеми. Има повеќе плански региони во Македонија. Да, како се застапени, како е застапена распределбата на средствата, на кој начин се распределува сето на кое што се инвестира Да, се направени формули спрема број на население, економска развиеност, но имаме проблем заради таа миграција која што ја говоревме во два плански региони ни се иселува населението, Вардарскиот, Централна Македонија и Југоисточниот, каде што европските критериуми за регион по број на население, 150.000 жители, опадна. Така да тие се уште ги третираме како региони заради економските, транспортните и другите услови што ги исполнуваат, но по број на население се под потребниот просек. А како реагира населението кое што е останато, кое што е присутно, кое што живее во овие делови кои што ги кажавме, кои што се ваша точка на работење? Како реагира населението кога ќе се случи некоја инвестиција, кога ќе се случи подобрување на условите на живот, кога Нормално, луѓето се радуваат. Секој напредок е добре дојден за секого. Убавите проекти ги радуваат граѓаните и бараат повеќе. Да, имате соработки со мисијата на ОПСЕ за поддршка на системот на локална самоуправа, тоа е еден од последните потписи на соработка што е ставен. Да, сега го подпишат меморандум, но ја уште позначено би кажал една соработка со УНИЦЕФ, вчерашната презентација на нивната анализа од светски експерти за состојбата со образованието, со клучниот фактор, со иднината на Македонија, каде што тие катастрофални резултати воочуваат, дека нашите деца се на ниво на знаење на 57% од европските, каде што според нивните истражувања околу 4 години од 9-годишното образование на нашите деца се изгубени во образованието, каде што според нивните критериуми светски за писменост, кој е повисоко ниво, 50% од нашите деца излегуваат неписмени. Во исто време нашата мрежа на образовни институции постои, таа троши енергија, грејење, вработени, тие наставници се присутни, децата се иселени, нема ученици, ние ги трошиме парите, а за возврат не добиваме ефект кај децата и констатацијата е дека, бидејќи таа е комплетно децентрализирана дејност, дека на овој план локалната самоуправа, општините, не ја исполнија задачата. Децентрализацијата во овој дел е потврдена. Може ли да се коригира? Има ли време, има ли простор? Апсолутно, но тоа е долг рок. Според проценките на УНИЦЕФ, 20 години се потребни за да се вратиме во нашите деца да го стекнуваат потребното знаење. Па добро, ако тргнеме денеска, на крајот на годината ќе биде 19, така што чекор по чекор. Не треба ниту ден да се чека, но реков, значи, тоа е децентрализирана област, ние ќе работиме со општините, а проблемот е во рацете на 82-те општини. Секоја во својата општина треба да проценува и да отпочне процес на рационализација, училиште во кое има 4 до 10 деца, дали е потребно да го држи целиот наставен кадар, директори, управни одбори за тој мал ефект или да се прават некои други програми во кои децата ќе бидат вклучени во процесот, а и наставниците со додатни ангажмани кон деца. Да биде сето тоа рационализирано. Да. Дигиталната трансформација е еден од елементите на ова што го зборувавме сега пред малку. Работите и на овој случај и во оваа насока? Да.
Дигитализацијата е нели процес кој никако да го достигне. Колку ние одиме, таа оди се понапред. Во општините е постигнат одреден ефект, особено во издавањето на градежните дозволи. Сега се работи на даноците на имот, да бидат комплетно дигитализирани за граѓаните. Ние сега отпочнуваме и некаков проект за воспоставување на смарт установи. Тоа го работиме повторно швајцарската донација, Агенцијата за иновации, со која ќе се обидеме оваа година 9 училишта и 2 студентски дома да ги направиме смарт установи, се дигитализирано. А со Министерството за информатичко општество ќе започнеме скромно смарт село да се обидеме да постигнеме, за да одиме понатаму и смарт општина. Една од битните гранки на функционирањето на Македонија, еден од битните сегменти е задграничната или прекограничната соработка. Едноставно преповрзани се земјите на Балканот за и историски, семејно и на сите други полиња економски, за да не соработуваат. Каков е овој процес според вашето? Тој процес на Европската унија. Имаме погранични програми со сите земји и соседи, каде што извонредни проекти се развиваат и преку кој, да речеме, можам да се пофалам дека не само додека сум јас, туку преку таа соработка во сите општини, пожарни возила и пожарна опрема, после оние големи пожари што ги имавме некаде 21-та, да донесеме и да ги опремиме полесно да се справуваат со предизвиците со пожари. Такви проекти има полно, повеќе разноврсни во сите области, од велопатеки, конзервација на археолошки локалитети до изградба на одредени институции. Полека доаѓаме до прашањето кое што дел од граѓаните, меѓу кои сум и јас лично, бидејќи сме лично тука, лично ќе ве прашам, туризмот. Македонија е една од ретките земји, па ќе кажам и на светот, која што може да живее и тоа колку од туризам, затоа што ги има сите можности за развивање на секаква форма на туризам, освен, нели, морето. Немаме море, меѓутоа имаме многу други форми и облици кои што да, па добро, меѓутоа можеме да се бориме со убавините кои што ги имаме природни и географски. Значи можеме да се бориме со останатите кои што се туристички поразвини земји. Малку ни треба. Што е потребно за да заживее? Не е малку. Значи, за туризмот е потребна инфраструктура, која, како влада, се вложивме огромно да го разрешиме тој проблем со патната инфраструктура, но она што е најважно е приватниот бизнис да понуди многу опции, можности за туристите на секаде, да се чувствуваат дека некој околу нив се грижи. Тоа не е само проблем државен или на локалната самоуправа, која има исто задачи да одржува хигиена, услови за тие туристи, но во тој дел приватниот бизнес е најважен. Ристо Пенов, министер за локална самоуправа, најдолговечниот градоначалник на град Скопје, уште еднаш ќе подсетиме во центарот на македонската престолнина, на плоштадот Македонија, гостин во емисијата Македонија наутро. Плоштадот што ми го растурија. А овој дел е од мојот плоштад. Уште долго ќе се обидуваме да дојдеме до онаа идеална содржина која што му е потребна на нашиот главен град, меѓутоа не се откажуваме ниту од главниот град, ниту од државата. На крајот чисто една порака за граѓаните, за гледачите, за она што Министерството за локална самоуправа ќе го прави во наредниот период во обидот да се исполни сето на што го кажавме досега. Добро, ние
ќе создаваме услови, ќе создаваме предпоставки, оваа држава да се развива, овие граѓани да бидат посрекни. Потребно е и целосно вклучување на сите, да тие потенцијали ги искористиме, затоа го споменував и приватниот бизнис, и образованието, и секој сегмент од животот да дава придонес водењето напред. Благодарим уште еднаш и ви очекуваме повторно да поделите минути со нас, да одвоите од вашето време. Благодарим. Почитувани, беше тоа Ристо Пенов, сегашниот министер за локална самоуправа, некогашен градоначалник на град Скопје, цели 9 години беше предводник на македонската престолнина. Во негово време беа изработени огромен број на проекти, тој беше првиот градоначалник избран од страна на народот, едноставно посебна најава не требаше, посебна одјава не треба. Студио, Ване?